Добро вечер, гледате ново издание на Трилинг. Светот добива нов лидер. Доналд Трамп повторпат во Белата куќа. Пред повеќе од 1 век САД од Русија ја купи Аљаска. Можна ли е нова мирнодопска трговија со територии, откако Трамп се фиксираше кон дански Гренланд, најголемиот остров во светот? Дали тоа би била првата и најголема трансакција на новиот финансиски пазар со криптовалути? Нивно официализирање бара новата американска светска олигархија предводена од Илон Маск. Дали битките со оружје ќе бидат заменети со нови трговски војни и бариери? Предизвикувачко време и за Европа, во која Трамп и Путин ќе ги одмерат силите на новите методи на олигархиско автократско владење. За еден уводник во емисијата и премногу претенциозно поставени дилеми, но за светските гладиатори на новата геостратешка поделба на интересни сфери. 2025 година ќе биде иницијална за тестирањето на големата Кина. Затоа Трамп е синоним на новата председателска моќ во светот. Каква недела не очекува американците со новиот председател, бугарите конечно со нов премиер и нова бугарска влада. Ете нов лавиринт за македонската дипломатија. Следите ново издание, а еве што ќе гледате и кои се нашите вечерашни соговорници. Низ многу примери се потврди она девиза дека криминалот се исплати. Па дури и во судски процеси кои што има одредена завршница, ние видовме дека животот понатака продолжи и тоа продолжи, да речам, релативно добро. Според мене вистината е преценета работа. Од секогаш човекот сакал повеќе да слуша приказни, отколку да ја слушне вистината. Кои според вас професии ќе бидат први на удар со воведувањето на вештачката интелигенција? Во сите професии ќе има удел, некои ќе бидат целосно заменети, а некои ќе бидат како помош на човекот при сето тоа. Многу карактеристично за Трамп е тоа што одлуките ги носи врз основа и на одредени своји лични преференции, што е еден невообичаен начин на делување кога станува збор за американската политика. Таа кинематографија која беше оригинална и препознатлива, врв на таа препознатливост се делата на Столе Попов и Милчо Манчевски, така ли? Повеќе не постои, затоа што во последните 20 години Македонија, како дел од европската идеја за кинематографија, влезе во волата на нарачки. Дали може со дигитализацијата да помогне во сузбивањето или во најмала рака намалувањето на корупцијата? Да, тоа е прво и основно нешто. Значи, треба да се дигитализираат сите процеси практично, да се што повеќе да се елиминира човечкиот фактор. Следите Трилинг, а во вечерашното издание соговорничката е речиси тазе докторирана, поточно кон втората половина на месец декември на правниот факултет, каде што е одбрани докторската дисертација на тема владењето на правото како темелна вредност на Европската унија и процесот на европската интеграција во политиката на проширување со фокус на Западниот Балкан. Во студиото добре за доктор Лепосава Ставровска-Огњановска. На почеток, американскиот председател во заминување Џо Бајден ја прошири рамката на санкции. На црната листа ќе се најдат и деца на корумпираните политичари, бизнисмени, но и сите оние кои што вршат штета врз Охридскиот и Преспанскиот договор. Дали ако политиката на неказнивост и правна несигурност кај нас стане бескрајна приказна, кои ќе бидат импликациите? Би рекла дека одговорот на ова прашање треба да го даде секој од нас и на поединечно, на индивидуално ниво. Би требало да се запрашаме како општество дали сме подготвени да ги почитуваме правилата, дури и тогаш кога нивното прекршување ни дава одредена, макар и минимална предност или корист, и кога постојат можности да поминеме и ние самите несанкционирано, а од друга страна пак, еве да речеме дека и штетата на некое општо колективно добро исто така би била минимална. Вообичаено тежнееме кон тоа владењето на правото да го гледаме од една страна како идеја, од друга страна и до степен на идеал,
Меѓутоа, со таквото претирано абстрактно представување на поимот, мислам дека тежнеми да се абстрахираме од сопствената одговорност кон придонесување и одржување на оваа вредност. До некаде дури сметам дека треба и целосно да го банализираме владењето на правото, за да полесно го прифатиме како дел од нашето секојдневно функционирање. Например, при секое поминување покрај судската палата, едната лента е зафатена од возила кои што се паркирани нормално на одредено време за да претрчат до институцијата и да завршат одредена работа. Тоа се граѓани кои што одат во судската палата, нели, со надеж и уверување дека треба да добијат одлука која што во себе ќе го вклучува владењето на правото, но сите ние подсвесно се наоѓаме во ситуација кога помалку или повеќе го прекршуваме. Треба да почнеме да го зачувуваме и унапредуваме со лични примери пред се, но од друга страна, да, се согласувам дека придржувањето до една таква животна филозофија е дотолку потешко во ситуација кога гледаме дека низ многу примери се потврди она девиза дека криминалот се исплати. Па дури и во судски процеси кои што има одредена завршница, ние видовме дека животот понатака продолжи и тоа продолжи, да речам, релативно добро. Сигналите кои што доаѓаат од САД преку таквите одлуки за проширување на црните листи треба да дадат поттик на домашните органи за справување со овој ендемски вид. Некој ќе рече што фајде од овие црни листи кога криминалците или корумпираните ни се шетаат слободно во државата, па и надвор од земјата. Како вие гледате на овие случувања кои помалку создаваат на некој начин и револт кај обичниот граѓанин? Се веројатно станува начин на функционирање. Гледам како на вртење во еден магепсан круг, меѓутоа од друга страна се забележува и едно зголемено чувство на револт кај македонскиот граѓанин, во однос на тоа дека навистина е потребно справување со таквите состојби. Одговорноста во тој случај секако дека пред се лежи на носителите на функции во таа област, во тој домен, и токму затоа треба да почнеме многу посуштински да говориме за владењето на правото, да излеземе од тој еден магепсан круг на датуми и на некакви исходи кои што во себе не кријат реални решенија, туку навистина да се договориме како општество дека ќе се зафатиме со таквите горливи проблеми, бидејќи се дотогаш мотивацијата и енергијата за справување со овие проблеми ќе се разводнуваат неминовно. Ставровска, сад пред инаугурацијата на новиот американски претседател, што може да се очекува од политиката на Доналд Трамп во наредниот негов претседателски мандат во однос на светските случувања, соработката со Европската унија и каде е тука регионот? Вториот мандат на Трамп предизвикува политичка анксиозност и кај оние држави кои што се традиционално пријателски на САД и кај оние другите кои што се сметаат за ривали на глобалната сцена. Факт е дека и светот, и Европа, и Европската унија потесно веќе сведочеше на еден мандат на Трамп, меѓутоа треба да погледнеме какви беа состојбите на другата страна. За време на првиот мандат на Трамп на европската политичка сцена ја имавме канцеларката Меркел, Макрон, Руте, Конте. Не велам дека тоа се политичари кои што секој еден од нив поединечно беше некаков голем европски визионер, но она што има заедничко беше нивната умереност во политичкото дејствување. Вториот мандат на Доналд Трамп доаѓа во време кога на европската политичка сцена се во пораст крајно десничарските структури, така што мислам дека првичните очекувања се во насока на тоа дали ќе јакне некаква трансатлантска оска на и либерализам, која што е спротивна на она традиционална врска заснувана на споделени вредности, демократија, заштита на човекови права. Доколку тоа се случи, Европската унија и самата идеја за европска интеграција ќе еродира одвнатре, ќе слабе таа моќ на справување со глобалните проблеми, што до некаде и самите приоритети на Доналд Трамп ги става во некаков квадрат со одредени агли на кои што се прекршуваат, бидејќи од друга страна пак Трамп силно најави дека ќе
бара поефикасно справување со трговскиот дефицит помеѓу ЕУ и САД, како и сносување на одговорноста во полето на одбраната. Меѓутоа, за сето ова да се случи, Европската унија треба да биде посилна однатре, така што очекувам администрацијата на Доналд Трамп во следните периоди да постави фокус на одредени приоритети, за да може подобро да се види како ќе се одвиваат настаните. Од друга страна, она што е многу карактеристично за Трамп е тоа што одлуките ги носи врз основа и на одредени своји лични преференции, што е еден невообичаен начин на делување кога станува збор за американската политика, во смисла дека ги носи врз основа на одредени релации со поединечни политички фигури, така што можеби во следниот период ќе видиме една трка за воспоставување релации со членови на кабинетот или со самиот председател. Во однос на регионот, мислам дека ќе биде забележлив исто така таквиот тренд, а ситуацијата ќе се одрази пред се индиректно, би рекла, преку тоа како ќе се формулираат односите на САД кон Европската унија и Европа пошироко, но тоа не значи дека влијанието ќе изостане. Меѓутоа, мислам дека дури и во таквата трка на создавање симпатии, сепак европските лидери почнуваат да развиваат едно чувство на свест дека сепак не би требале да бидат до некаде колатерална штета доколку Трамп одлучи да оди во некаква економска крстоносна војна. Таквите цели во смисла на сносување на товарот и делот од ковачот и во одбраната и во трговијата не изостана и во претходните мандати и не се нешто што е ново како цел во американската надворешна политика. Меѓутоа, она што е ново и што е доста вообичаено за Трамп е тоа дека е многу поодлучен во користење на одредени методи и има еден таков пристап и на непредвидливост и на трансакцијски однос. Од јануари годинава Бугарија и Романија стана полноправни членки на Шенген зоната. Не е исклучено Украина да ги започне преговорите за членство во европското семејство. Полска го презеде преседавањето со Европската унија, но Варшава во својата платформа за процесот на проширење вели дека темпото на земјите кандидати за членство ќе зависи од спроведувањето на реформите и исполнувањето на обврските. Дали наш единствен приоритет и единствена обврска ни е само да го спроведеме потребното барање за внесување на бугарите во Уставот, или главна, или можеби една од кочниците ќе ни биде и справувањето во битката против корупцијата и криминалот и враќањето на довербата во делот на владењето на правото? Мотото на полското председавање со Советот на министри на Европската унија е со фокус на безбедноста. Така што секогаш кога безбедноста влегува во фокусот и е истакната како приоритет, тој модел на политика на условеност, која што би се засновала на исполнување на одредени услови, имајќи ги тука предвид и трошоците и придобивките, до некаде бледне, иако целокупната политика на проширување на Европската унија се заснова токму на тој баланс помеѓу од една страна геополитичките интереси, од друга страна условеноста. Интересно е тоа што го споменавте влезот на Бугарија и на Романија во Шенген зоната. Ја следев постапката за целосно приклучување, бидејќи започна уште во март минатата година. Еден од аргументите кои што беа ставени на маса при носењето на таквата одлука беше и поврзан со извештај кој што говори за трошоците од неприклучување кон Шенген зоната. И при тоа дојдоа до израз аргументи кои што велат дека и Бугарија и Романија како земји членки, а со тоа и Европската унија би се соочиле со одредени загуби и трошоците од нивно неприклучување кон Шенген зоната би биле поголеми отколку нивно приклучување, дури доколку постојат некои сомнежи околу нивната способност за справување со граничните контроли. Ова го споменувам бидејќи сметам дека треба да биде апликативно и во нашиот евроинтеграцијски процес, односно треба да се запрашаме која би била цената и за неинтеграцијата во Европската унија, а тоа прашање секако дека тежи е релевантно и на страна на ЕУ. Горливиот проблем со воведување на уставните измени е услов за отпочнување на преговорите.
а преговорите самите по себе се исто така една фаза од пристапниот процес, но очекувањата се дека со почеток на преговорите би се вратила таа енергија во општеството за справување и со владењето на правото и всушност владењето на правото тогаш би дошло во фокусот. Но дали тоа е секогаш така, не сум до крај сигурна. Ставроска, дали тоа што речиси никој веќе не ни врши притисок како држава да ги направиме уставните промени, всушност значи дека сме оставени сами да си ја определиме судбината? Па притисокот за справување со билатералните прашања и во никои други процеси, вклучително и во спорот со името, не би рекла дека во најголема мера доаѓаше од Европската унија и Европскиот политички врв. Бидејќи ако некој глобален актер тука беше повеќе вклучен, тоа беше САД. Дури во одреден историски период на Европската унија до некаде и одговараа такви затворени врати и одржување на таквата политика. Секако дека сега зборуваме за сосема други околности во кои што ЕУ се почесто го споменува оној збор кој што дури понекогаш нас ни создава и фрустрација, моментум. И факт е дека има одредени дискусии, но действувањето во таа насока се уште се чини дека не е до крај одлучно. Јас би рекла дека притисокот за справување со овие прашања пред се во некои други констелации доаѓал одвнатре и се должел на способноста на македонското општество да прифати дури едни такви решенија, доколку смета дека придобивките од таквите решенија би ги надминале, условно кажано, политичките трошоци. Тоа е до некаде логиката и на политичките елити. Она што е проблем конкретно во случајот со уставните измени е недостатокот на верба, дека тоа ќе значи некаков натамошен пробив и некакво заживување на македонското општество, со што всушност опаѓа и степенот на мобилизација на општеството и поддршката за такво решение кое што би дала поттик и на владеачките политички елити. Како вие гледате на барањето на власта уставни промени со одложено дејство? Колку ова сценарио е остварливо? Уставни промени со одложено дејство е решение за кое што и јас сметам дека е доста издржано. Меѓутоа, кога станува збор за вакви констелации, идејата е онолку добра колку што добро се работи на нејзино спроведување. Неколку пати во текот на изминатите месеци беше споменуван овој предлог, но колку повеќе се споменува, отсуствува одредена акција на сите страни, на сите фронтови би рекла, мислам дека толку повеќе се разводнува можноста за остварување на еден таков пробив. Она што јас би го истакнала кога станува збор за едни вакви состојби, тоа беше и во однос на проблемот со името со Грција и сега со Бугарија е претераното фаталистичко представување. Кога стануваше збор за проблемот со името, сценариото беше дека со прифаќањето на Преспанскиот договор едноставно нас ни следи еден европски сон. Од друга страна пак сега сценариото е дека со прифаќање на уставни измени ние едноставно паѓаме во амбиз од кој што понатаму нема поврат. Да се навратам на конкретниот одговор, за едно вакво решение да биде одржливо понатака во општеството, треба да се работи како дома, така и надвор. Дома тоа би значило навистина едно сериозно мобилизирање и справување не само со тој ден кога ќе стапат уставните измени, ако воопшто, туку и како понатака ќе се гради процесот на нивно вградување и помирување на македонското општество со евентуално такво решение. Додека пак надвор, тоа би подразбирало една посериозна дипломатска активност и градење на тој процес на доверба, бидејќи според мене оние политички гаранции кои што често пати се споменуваат не се чин, туку се пред се процес. И тука лежи просторот за маневрирање. На крајот ќе завршиме и како што почнавме околу докторската дисертација. Што беше мотивот за изборот на темата, владењето на правото и евроинтеграциите, и колку време работевте? Речи си 500 страници.
Со докторската дизертација се зафатив во еден период и од професионалниот и од животниот развој, кога се соочив со напуштање на државата од страна на многу мои пријатели, роднини, и тоа луѓе кои што нема типично екзистенцијални причини, меѓутоа аргументите беа дека едноставно тука системот не функционира на начин кој што би дал никаков предвидлив исход. Па би рекла дека дури со една детска љубопитност се запрашав за тоа какво е владењето на правото во Европската унија и во оние држави кон кои што тежнееме и кон тој сојуз кон кој што тежнееме да пристапиме, и какви се состојбите кај нас дома, кои се факторите кои што влијаат на таквата зајакната условеност, но од друга страна и на отсуството на одредени порешителни справувања со таквите горливи проблеми. Сето тоа понатака беше во функција на оформување на една научно издржана хипотеза со одредена методолошка рамка. Но како што споменав и на самиот почеток, верувам дека владењето на правото пред се зависи од личните примери кои што секој од нас ги поставува, па токму и моето докторско истражување во смисла на одредено патување беше мотивирано пред се од желбата да дадам некаков придонес кон македонските европски интеграции, токму затоа е пишувано и на македонски јазик, за тие речиси 500 страници да бидат полесно достапни и полесно разбирливи. А од друга страна и во целиот тој процес имав поддршка и имам поддршка од личности кои што исто така се олицетворение на вербата во владењето на правото како одредено цивилизацијско достигнување. Благодарам за гостувањето и се надевам дека ќе успеете во целта што сте ја зацртале во наредниот период. Инаку вие предавате на Меѓународниот Балкански универзитет. Благодарам на поканата, секогаш за чест. Благодарам. Во моето семејство и ден денеска е нормално да побарате алати, да ви дадат сол, наместо автобус да кажете леофорио, наместо добра ноги да кажете калинихта, за мене и ден денеска тоа е сосема нормално. Јас живеам во македонско грчко семејство, каде што живеат македонци и грци, изборуваме два јазика. Од тука натаму, секој обид да направам дистинкција помеѓу грци и македонци е надвор од мене самиот. Јас никогаш во животот не сум ги бранил македонците, затоа што сум голем македонец. Не сум. Јас сум ги бранил македонците, затоа што по овие прашања биле во право. Режисер, сценарист, продуцент, вечерашниот гостин, има реализирано 10 филмови и серии. Пилот, македонски приказни, Последниот македонски пророк, Срекна нова 1903, Бела ноќ, Вистинска љубов, Болка во душата, Ругање со Христос, Кинољубов, Бистра вода и најновиот Утре наутро. Повод за вечерашното гостување на Јани Бојаджи е промоцијата на неговата книга идната недела Гледна точка. Добре дојдовте во емисијата. Добро вене, благодарам. Бојаджи, низ објективот, што пред се сакате да доловите? Па, во принцип, општо гледано, секој автор има своја тема. Животна тема, која ја стекнал низ раѓање, воспитување, образование и низ некаква животна прагма. Во тој смисол, низ објективот, сакам да ја раскажам својата приказна. За животот, за луѓето, за нештата, за состојбите околу мене. Воопшто за сите оние нешта кои на еден или друг начин доаѓаат до мене, минуваат низ мене и низ мојот емоционален и рационален орган и кај мене поттикнуваат некакви пориви да ги раскажам како приказни. Така да во принцип низ објективот на камерата и низ објективот на животот сакам да ги раскажам моите животни приказни. Во 300 речиси страници во книгата Гледна точка содржани се статии за филмот, за уметноста на режијата,
објавени во научни списанија во странство. Која е тајната на успехот на еден филм? Многу веројатно е дека нема тајна, затоа што во историјата на филмот се случувало и проекти за кои однапред прогнозите биле дека станува збор за големо дело, тоа да не биде така. Исто така има многу случаи кога проекти кои биле подценети, потфрлени, на еден начин не скренувале внимание однапред, на крајот да бидат вистински уметнички дела со меморија до ден денешен. Така да во најголем случај нема тајна за тоа како се прави филм, освен една единствена, тоа е најважната состојка, како и во многу други дела, љубовта. Ако сценариото е најважно за режисерот, може да ви се случило ли, или може да ви се случи, например, да не ви се допадне сценариото и да речете не го работам? Ми се случило неколку пати, сум го направил наискрено, иако јас главно работам според своји сценарија. Главно јас ги пишувам сценаријата, иако сум работел... Не прифаќате туги сценарија? Не, прифаќам и сум работел по туги добри сценарија. Поточно, сум работел по туги сценарија со кои сум имал идентификација со темата. Затоа што ако јас се идентификувам со некоја тема, во тој момент престанува да биде важно дали сум јас ја напишал или некој друг. Знаете, добрата идеја нема господар. Или ако видам, ако препознам добра идеја, во истата секунда на најбрутален начин таа идеја станува моја. Така да во тој смисол во мојата работа се смета дека за добар филм се важни три работи. Првата е добра сценарио, втората е добра сценарио и третата е добра сценарио. Бојаджи, ако кино љубов е вивисекција на животот на уметниците денес, каков е животот на актуелните уметници според вашата призма на гледање? Општо земено во глобални рамки, како и целото општество, впрочем, уметноста како еманација, нели како огледало на општествената стварност е пред голема раскрсница. Практично, мислам дека ние во овој момент живееме климаксот на промените во светот, во светот, нели, како глобално општество и во општата светска идеја за тоа што е уметност. Реално, ние во последните 40 години живеевме во едно време во кое главно се создаваше нарачана уметност. Колку сега тоа, нели, да звучи чудно, но 90% од светската кинематографија беа нарачки од општествени, ајде да кажеме, економски или политички центри на моќ. Во последните 40 години во Европа и во Америка општествените, економските и политичките центри на моќ беа во взаимна врска. И така да ние живеевме 40 години во време во кое тврдам 90% од се што беше произведено во Европа и во Америка во филмската индустрија беа нарачки и во овој момент мислам дека ја живееме промената во која уметниците ќе бидат оставени самите на себе си. Бугарскиот режисер Георги Дулгеров, кој бил всушност и ваш професор, во една прилика рекол: кога ќе се најдеш на раскрсница помеѓу вистината и приказната, тргни по приказната. Тука можеби ќе пронајдеш некоја вистина. Што доминира кај вас? Фантазијата, фикцијата или вистината? Благодарам за прашањето. Јас имав неверојатна среќа да бидам студент на последната класа на професор Георги Дулгеров, кој е студент на РОМ, на универзитетот во Москва, на познатиот ВГИК, каде што студирал заедно со Тарковски, со Кончаловски и цела таа една идеја за кинематографијата како симбиоза на живиот живот и на фантазијата, професор Дулгеров го пренесе врз нас, врз мене посебно, затоа што јас и тој потекнуваме од ист крај од Егејска Македонија и можеби
се препознавме себе си и како луѓе и како да кажам, и како сензибилитет. И во тој смисол го послушав и секојаш сум му благодарен на мојот професор, на Георги Дулгеров, затоа што секојаш, ама секојаш кога ќе дојдам на раскрсница помеѓу вистината и приказната, тргнувам кон приказната. Да не се лажеме, во нашата професија, во филмот и во телевизијата, вистината е непотребна работа. Според мене, вистината е преценета работа. Од секојаш човекот сакал повеќе да слуша приказни, отколку да ја слушне вистината. Во тој смисол, јас како раскажувач на приказни, како режисер, секојаш тргнувам по приказната, а не по вистината. Колку македонската кинематографија е уникатна денеска? Дали е доволно препознатлива надвор од границите на државата? Па има неколку причини кои мора да се елаборираат одделно, за да може да разбереме што се случува во овој момент сега. Македонска кинематографија од првата секунда кога е настаната, од првиот кадар на браќата Манаки, е нешто што е оригинално, уникално и функционално. Посебно оригинално. Во времето кога ние живеевме заедно во просторот наречен поранешна Југославија, македонска кинематографија беше нешто што е идеја самата за себе си и беше препознатлива како нешто многу оригинално, многу уникално. Од Трајче Попов, Бранко Гапо, преку Кирил Ценевски, Столе Попов и Милчо Манчевски. Ако погледнеме реално, сите тие автори кои сега ги набројав, се додадени едни на други. Сите заедно црпат пијат од еден извор. Тоа е Македонија, како идеја за светот, македонската култура, традиција, фолклор, обичаи. Сите филмови, погледнете ги, најважните македонски филмски остварувања. Од Црно семе, преку Црвениот конј, до Тетовирање, Before the Rain на Милчо Манчевски, до Време води на Бранко Гапо. На што почиваат тие? На Македонија како идеја, на традиција, култура, фолклор, ритуали. Таа кинематографија која беше оригинална и препознатлива, врв на таа препознатливост се делата на Столе Попов и Милчо Манчевски, така ли? Повеќе не постои, затоа што во последните 20 години Македонија, како дел од европската идеја за кинематографија, влезе во водата на нарачки. Така да во последните 20 години во Македонија се снимаат филмови по нарачки. Тоа се нарачки конструирани врз идеолошки премиси на Европската Унија преку нејзините инструменти за финансирање на кинематографија, Еуримаш, медија програмата и националните агенции и филмски фондови. Во однос на афирмацијата, како нашите остварувања да дојдат до поширокиот аудиториум? Па, сега, јас мислам дека ние, обидувајќи се себе си, да се представиме на светот како светот од нас очекува да бидеме представени, заборавивме на тоа дека се што работиме, го работиме за Македонија. Затоа што ако некој од нас има илузии, дури и најуспешните, како Милчо Манчевски, дека ќе бидат запишани во британската енциклопедија на режисери важни за Британија, во американската енциклопедија за важни режисери на Америка и така натаму, тоа нема да биде така. Затоа што тие си имаат своји автори, кои ќе ги запишат во своите енциклопедии со приказните раскажани за нив. Да не се лажеме. Да немаме илузија на таа тема. Сите оние што мислат дека сега ќе снимат филм кој ќе им се допадне на 20 луѓе кои се влијателни во светот на филмот, на некој фестивал во Берлин, Венеција, Париз, Торонто, и да не ги броим и така натаму, треба да бидат свесни дека идентификацијата со нивните приказни, со нивните филми ќе заврши кај тие 20 луѓе. Па така еве дури сега и вас кои сте пристојно информиран и образован човек, ако ве прашам за 10 македонски филмови во овој момент кои се снимани во последните 10 години, едва дали ќе може да се сетите за 2-3 наслови, да бидеме
Реално, така ли? Ако ви кажам дека се реализирани 200 филмски проекти во последните 20 години, до каков заклучок вие може да дојдете? До заклучок дека ние сме инвестирале во нешто кое било никому не нужно. И според мене, она што треба да го направиме е да се вратиме на самите себе си. Да ги раскажеме своите приказни за себе си. Следите три гости во емисијата Јани Бојаджи, режисер, сценарист, продуцент. Господине Бојаджи, имав можност да го гледам, да бидам на златната премиера 30 години пред дождот и после прикажувањето печатокот ми е дека и по 3 децении не сме мрднати на општествено-политички план. На што се должи оваа закоравеност натрешно? Па, јас сам, не мислам И во менталниот склоп, и во вокабуларот. Да. Па, јас не мислам дека се работи за закоравеност. Да. Сметам дека се работи за тоа што сме во суштина. Значи, убаво е ние да сакаме да се погледнеме себе си од некоја друга гледна точка. Нели? Да се погледнеме себе си поинакви од тоа какви навистина сме. Но реалноста ќе не врати пред 30 години назад. Нашиот проблем... И тогаш нема да се запрашаме зошто тапкаме во место? Тапкаме... Јас не мислам дека тапкаме во место. Ние се движиме напред, нели? Но се движиме во погрешен правец. И ние се движиме кон пространства кои секојаш водат до зид. И на секој 7, 8 до 10 години ние ќе дојдеме до зид и ќе се вратиме повторно на почетната точка пред 30 години, нели? Кажав пред малку, ако ние продолжевме дури и во кинематографијата, таму каде што почнал пред дождот далечната 1994 година, што е пред 30 години, да ја заборавам, кај ќе ни бил крајот. Нели? Ако ние само сите кои после Милчо Манчевски и после Столе Попов сме имале можност да раскажеме приказни низ со алатките на филмот, ако сме само го следеле пред дождот, кај ќе ни бил крајот. За жал, ние воопшто не сме сакале да се подучиме, нели, од тоа што го направиле други пред нас. Оно што го направил Милчо Манчевски пред 30 години. Сме тргнале во погрешен правец и евене, нели, животот е суров. Ако ти се обидеш да прескокнеш етапи од животот, тој ќе те врати назад. Тебе не врати животот 30 години назад. Ништо ново. Дел од филмските критичари, вашиот филм Ругање со Христос го оценија пред неколку години како скандалозен, без уметничка вредност и оти ги навредува чувствата на албанците, оти војници на ОНА се представени како насилници и силувачи. Вие на овие ваши забелешки искоментиравте дека станува збор за реваншизам. Уметноста која се финансира од јавни пари, од државни пари, од данокоплаќачи, носи одговорност со себе си, дури и кривична. Ако вие пари кои сте ги земале од општеството, од данокоплаќачите, од вас, од мене, и сте ги потрошиле за нешто друго, а не за тоа за кои се наменети, а не сте одговарале 20-25 години, вие продолжувате да го правите тоа, веќе создавајќи позиција на моќ. Да бидеме реални, јас во истото ова студио, во истата емисија, го гледав вашето интервју и со Милчо Манчевски. Во однос на тоа се согласувам со него 100% дека станува збор за салиеризам. Во Македонија има една група на луѓе, тоа се неколку луѓе, тоа се 4-5 луѓе внатре во друштвото на филмски работници на Македонија, кои себе се од позиција на моќ, тоа се деца на црвената буржуазија, си земаат за право, затоа што имаат моќ, си земаат за право да определуваат кој во Македонија е уметник и кој во Македонија воопшто може да снима. Нивната дрскост и нивниот салиеризам. Знаете што е салиеризам, нели? Тоа е порив на еден уметник да уништи друг уметник за само тој да остане како траг во времето дека постоил како уметник. Тие луѓе прво го уништија Столе Попов пред 10 години со филмот
до Балчак. Секој кој може нив да ги загрози како уметници, како творци, тие буквално го уништуваат. Така го уништија грандиозниот до Балчак на Столе Попов. Го уништија филмот. Филмот не доживеа премиери, филмот не доживеа дистрибуции, ништо. Замислете, го уништија Столе Попов. Следното беше Милчо Манчевски. Гледате како тоа се случува етапно, чекор по чекор. И ако ние најпосле не разбереме дека не смееме да бидеме заложници на салиеризмот и на лукративниот интерес на 4-5 луѓе внатре во друштвото на филмски уметници, кои во последните 25 години сите заедно потрошиле околу 80 милиони евра за различни филмски и телевизиски проекти. Повторувам, 80 милиони евра. Каков е повратот? Тие луѓе 25 години имат своји продукции со еден вработен. Замислите, Македонија, малата и сиромашна Македонија, во нив вложила преку 80 милиони евра, тие не успеале да одржат продукции ни со еден вработен. Разбирате ли сега зашто ви збора? Тие не развиле студија, тие не промовирале дебитанти, тие не промовирале нови вредности, тие не промовирале ниту еден костимограф, сценограф, композитор од Македонија, ниту една додадена вредност. Се што направиле било лукративно. Земале средства од општеството, снимале филмови такви какво што снимале, никој не ги видел во Македонија тие филмови, нели? И се случува тоа што се случува. Јас само ќе ви кажам еден куриозитет. Пред 7 години, пред тие луѓе да ги земат сите полуги преку друштво на филмски работници во Агенцијата за филм, Агенцијата за филм имала 9,5 милиона евра буџет годишен. На последниот ден од нивното владење на партијата СДСМ, буџетот беше 2,5 милиони евра. Значи, тие луѓе кои се блиски и некои од нив и нивни родители, тие се сами членови на партијата СДСМ, замислете, не успеале ни нивната влада да ја убедат дека има потреба да се финансира кинематографијата. Па така, од 9,5 милиони евра, кои ги наследиле од владата на ВМРО ДПМН, тие буџетот го симнале на 2,5 милиони евра. И во овој момент ние имаме 2,5 милиони евра годишен буџет во Агенцијата за филм. За да ние повторно го убедиме општеството, да ние повторно ја убедиме владата да финансира во нас, ќе ни треба многу време. Ќе ни треба многу напор и ќе треба да одиме чекор по чекор и да покажеме преку дела дека заслужуваме општеството да финансира во нас. Господине Бојаджи, имате напишано 50 колумни од сферата на театарот и филмот во Нова Македонија. Сте биле еден од потписниците на меѓу групата 50 интелектуалци против Преспанскиот договор кој беше подпишан со Грција. Што ви е лошо или што ние лошо видовме од договорот со Грција? Каде гледате и во договорот, например, со Грција, и во спогодбата со Бугарија? Па, гледайте сега, во принцип, исклучително е едноставна позицијата на македонци по род да ја бранат Македонија и македонското во себе си. Многу е по-комплицирано ако вие не сте 100% македонец по род. Јас сум дете на мешан брак. Јас сум роден во билингвална средина, каде што сум роден со 2 јазика, кои не се сродни патем, и кој бил од мали нозе, од дете, воспитуван да биде толерантен кон различните од него, внатре во семејството и во најблиската околина. Во тој смисол, секој обид мене да ми објаснува некој за тоа дали треба да имаме разбирање кон другите, непотребен, затоа што јас така живеам цел живот. Во моето семејство и ден денеска е нормално да побарате алати, да ви дадат
сол, наместо автобус да кажете леофорио, наместо добра ноги да кажете калинихта, за мене и денеска тоа е сосема нормално. Јас живеам во македонско, грчко семејство, каде што живеат македонци и грци, изборуваме два јазика. Од тука натаму, секој обид да направам дистинкција помеѓу грци и македонци е надвор од мене самиот. Јас никогаш во животот не сум ги бранил македонците, затоа што сум голем македонец. Не сум. Јас сум ги бранил македонците затоа што по овие прашања биле во право. Јас сум ги бранил македонците по сите овие прашања затоа што биле помали и од едните и од другите. На поголемиот, почитуван Гораст, не му треба помош интелектуална, мисловна, образовна. Поголемиот има сила, има мок, има оружје, има војска. На помалиот му е потребна помош, не на поголемиот. Тоа беше мојот порив зошто да бидам на страната на македонците во врска со споровите кои ги имаат со Бугарија и со Грција, и со Албанија, и со Србија, и со било кого во светот. Инаку, реално, бидејќи ги познавам и грчките и бугарските општества, јас студирав во Бугарија, живеев во Бугарија, дипломирав во Бугарија, магистрирав во Бугарија, докторирав во Бугарија. Јас бугарското општество и бугарите ги познам исто колку и македонците, зборувам бугарски исто колку и македонски, зборувам и читам и пишувам грчки исто колку македонски, ја познавам Грција и грчкото општество исто колку и македонското. Во тој смисол, секој обид да размислувам поинаку, освен како образован човек, како човек кој во суштина работи со сопствените емоции, и да не бидам свестен на емоционално ниво дека на македонците им се прави неправда, тогаш извинете, било што човечко во мене престанува да постои. Факт е дека на македонците им се прави неправда, голема неправда. И не постои аргумент на светот кој може да ме убеди во спротивното. Јас сум уметник. Во принцип сум секогаш на страната на помалиот, на послабиот, на онеправдениот. И се додека можам, ќе бидам на станата на помалите, на послабите и на онеправдените. А ако некој негира дека македонците не се во неволја во последните 120, 130, 150 години од Берлинскиот конгрес па до денес, тогаш тој или не знае историја, или е злонамерен и кон македонците, и кон сите други на овој свет. Благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам, ми беше чест. Следите тренинг во продолжение еве што ќе гледате. Нема сите професии да исчезнат. Пред се ќе останат оние професии каде што е многу по-значаен уделот на тој меѓучовечки однос. И такви се лекари, ама и повеќе негователи. Вештачката интелигенција до пред 2 децении се навестуваше како видлив предизвик во новата дигитална ера. Минатата година тоа беше зачестениот акроним за новите предизвици во светската технологија. Стана модерно секој да се креира дигитален личен асистент кој на ваш повик ќе ви сублимира се. Со обид да добијам податоци за мојот вчерашен гостин, кој е доктор Андре Кулаков, основно и средно образование, завршувал 2 години за една и бил првенец на генерација на УКИ. Докторирал и сега е професор и еден од основачите на Финки. Најновите истражувања професор Кулаков ги насочува кон вештачката интелигенција и роботиката, кон деловната интелигенција. Добре дојдовте во емисијата. Добре најдов. Професор Кулаков, вештачката интелигенција, предизвик, шанса, страв, неизвестност. Што не очекува? Па ние треба со еден оптимизам да гледаме на иднината и јас верувам дека вештачката интелигенција, употребувана правилно, може да доведе до општ просперитет на
целокупното општество, и дека тоа ќе се случи всушност. Сите тие други дистописки филмови што ги гледаме, тоа е пред се заради природата на човекот, а не нужно заради некаква природа на вештачката интелигенција. Значи, ние ја создаваме и ние така ќе ја создадеме и натаму да продолжи да се развива, да служи за добробит на човештвото. Примери се многу, не само за автоматизацијата во фабриките, например, и така натаму, туку и за сите повторливи работи кои што човек едноставно не сака толку многу да губи време да ги работи. Сите тие работи ќе бидат заменети со вештачка интелигенција, со роботика и тие ќе ни помагаат. Джефри Хинтон, британско-канадски научник кој важи за кум на вештачката интелигенција, јавно изразува резервираност и загриженост. Дали како може да се контролира нејзиниот развој? Има од една страна вела дека со вештачката интелигенција ќе има нови предизвици на глобално ниво, од друга страна се гледа со одредена резерва и предрасуди кон вештачката интелигенција. Да. Битно е, меѓу другото, за мене да се каже дека јас сум исто и магистар по когнитивни науки и значи, таму се проучува човечкото спознание, начин на размислување и така натаму, и биолошките системи воопшто. Тие што се математичари така, значи, тие повеќе стравуваат дека вештачка интелигенција може да избега од контрола и како тоа, ако таа сама продолжи да се развива неограничено, дека еден момент ќе биде појака од сите луѓе заедно, сам интелектуално, и како тоа ние би можеле да ја контролираме. Но има такви примери во природата, каде што микроскопски организми, например, на некој начин управуваат со поголеми и физички и интелектуално, да кажам, поголеми системи. Така да, мислам дека тоа малку неоправдан страв на професорот Хинтон и дека ние мора да разбереме дека човекот е производ на една свирепа еволуција. Но ние не мора сето тоа, сите наши такви недостатоци, да кажам, мислам, во одреден момент тоа биле предности, но некојаш се претварат во недостатоци. Ние не мора сето тоа и да го моделираме во самата таа вештачка интелигенција и секогаш ќе можеме да вградиме контролни механизми, како што, меѓу другото, ние тоа го правиме во односот на човек со човек. Тоа е преку воспитување. Значи, ние ќе треба да едноставно да ги воспитуваме роботите, како што ги воспитуваме нашите деца. Моментално, проблем на развојот на вештачка интелигенција што научниците сакаат да најдат нешто готово што има и најлесно е да најдат нешто на интернет, да соберат разноразни текстови и нема кој да ги провери тие текстови и така го полнат со, да кажам, со информации. Ама тоа е исто како да го оставите детето на улица да се воспитува. Значи, треба малку повеќе внимание да обрне околу тој процес. Професоре, кога и како ќе се соочиме со роботи кои многу повеќе ќе знаат од луѓето? Некои предвидуваат, не знам, порано беше од 2050 година, но тоа е се поблиску и поблиску. За некои работи уште сега. Значи, има некои работи кои што компјутерите подобро ги знаат од луѓето. Тоа што ќе остане за секогаш е односот човек со човек. Значи, ние секогаш ќе преферираме да се обраќаме, да се дружиме со друг човек, со луѓе, а не толку со машини. И заради тоа нема сите професии да исчезнат. Пред се ќе останат оние професии каде што е многу по-значаен уделот на тој меѓучовечки однос. И такви се лекари, ама и повеќе негователи, например, учители,
воспитувачи и така натаму, значи тоа нема никогаш да биде целосно заменето со вештачка интелигенција. Кои според вас професии ќе бидат први на удар со воведувањето на вештачката интелигенција? Кои професии, занимања ќе згаснат? Па, ќе згаснат и многу канцелариски професии. Значи, порано се мислеше дека прво ќе биде индустриализацијата, но некако се покажува за некои работи тоа поотпорно, а веќе за некои, мислам дека повеќе некреативните професии први ќе бидат заменети, но гледаме дека има доста успех вештачка интелигенција во креативните индустрии. Па не, едноставно можно е буквално во сите професии ќе има удел, некои ќе бидат целосно заменети, а некои ќе бидат како помош на човекот при сето тоа. Не знам сега ние дали ќе дозволиме, значи имате регулирани професии. Тие регулирани професии последни, тие најмногу ќе пружат отпор да бидат заменети и такви се, не знам, правосудство, лекари, па и професори и така натаму, и ние ќе пружиме отпор. Но прашањето е дали ние ќе дојде ред да веруваме до толку многу на повеќе на компјутерот отколку на човек во одредени професии, например и за судиите, и дали ние би биле посречни ако компјутер одлучува наместо нас за одредени прашања. Дали може со дигитализацијата да помогне во сузбивањето или во најмалка намалувањето на корупцијата? Да, тоа е прво и основно нешто. Значи, треба да се дигитализираат сите процеси практично, да се што повеќе да се елиминира човечкиот фактор. И втора работа е достапноста на информациите, да бидат отворени, да може во секој момент било кој заинтересиран тоа да го провери. Така и луѓето што се на власт, да кажам, би се плашеле многу повеќе дека во секој момент некој може да и подоцна може да го провери нештото и тоа да биде разоткриено. Многу од процесите фактички и вештачка интелигенција може да помогне за дел од тие процеси, например при дигитализација или во зголемување на ефикасноста. Например сега конкретно и за судовите многу време се троши при изготвување на записниците, бидејќи се диктира, па се прават големи паузи. А веќе има и за македонски јазик се развива автоматски препознавач на говор, кој што би можел, значи како што зборуваме, така да тоа да се пишува како на машина за пишување. Да биде многу полесно после за пребарување и така натаму. Следите тренинг гостин во емисијата професор Андреја Кулавков од Финки факултетот. Професоре, дали ние образуваме програмери за странските пазари и дали може и како да се запре нивниот екзодус? Добро, ги образуваме за странските пазари, но не толку за да заминат, туку тие многу лесно може да работат од тука. И всушност најголем дел од програмерските фирми работат од Македонија, работат за цел свет, кое што е добра работа. Помал дел, ја би рекол, дека баш програмери заминуваат, бидејќи и тука се добро платени. И има добри услови за работа воопшто, работат на предизвикувачки проекти, така да не би рекол дека е тоа масовно баш од програмерите. Може би некои други професии помасовно заминуваат. Но во Македонија подолго време, ама и се интензивира и развојот на собствени производи. И веќе има тие стартапи што ги викаат, значи и од нашиот факултет, значи студенти непосредно или пред крај на дипломирање дури успеваат да направат свој производ кој што потоа се продава на светските пазари, да добијат инвестиција. Така да јас се надам повеќе да продолжиме ние во таа насока на развој на сопствени производи, а можностите се неограничени во нашата индустрија.
Прочитав еден податок дека наводно во Македонија е намален бројот на програмери последниве 2-3 години, дека тој број, односно овие личности се повеќе перспективата ја бараат на странските пазари, а вие од друга страна велите дека програмите им е многу поедноставно, можат од било каде и од каде сакаат да работат. Па да, има и други такви професии, но програмирањето беше едно од тие првите кои што се отвори према светот, да кажам. И да, намален е малку бројот на програмери, но тука има повеќе фактори, не е заради вештачка интелигенција нешто посебно, туку знаете кога беше Нема млади кадри во Македонија, се заминуваат. Да, меѓу другото и тоа ние се помалку матуранти имаме во државата. Значи имаше претходно па малку кога се префрли повеќе работата од дома, па светските фирми повеќе вработија отколку што им треба, па тоа се пренесува, тие отпуштаат масовно, па кај нас би рекол дека тоа минимално се чувствува, бидејќи во светски рамки ние не представуваме неколкава сила во број на програмери, например, има држави со многу повеќе програмери. Но нема да дојде ред, многу души прашуваат дали баш програмерите ќе бидат први заменети од вештачка интелигенција, значи тоа нема можеби никогаш да се случи. Ја викам, ако дојде ред до тоа, па тоа сите други професии ќе бидат заменети. Зошто? Бидејќи ние на факултет, значи ние ги учиме нашите студенти да ги проучуваат процесите во организациите, во фабрики, во фирми, во министерство, значи во било каква организација, работниот процес да го проучат, за потоа да го дигитализираат и на крај и да го автоматизираат колку што може. Ако некој успее да испрограмира, значи вештачка интелигенција која што и да ја примени вештачка интелигенција во било која област, па тогаш значи таа област ќе биде веќе проучена и ќе биде прва заменета пред програмерот. Така да не верувам дека ќе се случи нешто драматично во следниот период во однос на популарноста на програмерите, да кажам. Споменавте дека со дигитализацијата ќе се овозможи поголема пристапност до информациите, и што значи поголема транспарентност и достапност до информации, но колку од тој аспект може да зборуваме за безбедност на системите и ќе биде на некој начин и провалена и приватноста. Да, значи тоа сепак треба да бидат избрани податоци, секако тие приватни што се чувствителни податоци нема потреба да бидат јавно достапни. Многу е поголем обемот на податоци кои што можат да бидат јавно достапни и на одамнешна конференција баш за борба против корупцијата беше спомнато дека треба да се овозможи не само отворени податоци, туку во исто време и бесплатни, бидејќи кај нас има некои државни институции, да кажам, кои што ги објавуваат податоците, ама бараат претплата за тоа. И сега таму беа спомнати, не знам, катастар и некои други институции, ама јас дискутирав дека не чеки треба да почнеме ние од службен весник, например. Бидејќи по уставот секој е должен да ги познава, да ги почитува уставот и законите, ама кај се да ги видиме тој устав и тие закони, па во службен весник, тоа што е бесплатно достапно е со сите објави, има таму и изгубени лични карти и се треба човек да бара што е актуелно и плюс во врска со тие прочистени текстови на закони, како што ги викаат. Ние тоа мора да го смениме, тоа не е прашање вештачка интелигенција, уопште на компјутеризација. Начинот на кој што се донесуваат законите, кога се менуваат, е во член тој став, тој зборовите тие и тие се менуваат со некои други зборови и на крај која е конечната верзија не се знае. И дури и за уставот ние немаме едноставен пристап да го видиме целиот устав во еден сврзан текст. Тоа што е достапно на собранието, например на веб страната собранието, е првиот устав со измените по поединечни членови. Има некоја неофицијална верзија. А
за да на службен вестник конкретно, значи треба човек една минимална плата годишно да плаќа, за да има пристап до уставот и до законите каде што се пречистени текстовите. Така да заклучокот беше дека треба државата да си најде друг начин како ќе ги финансира тие државни институции, а не по пат на претплата за одредени податоци, например. Професоре, благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам и вам ми беше задоволство. Гледавте Трилинг, а во ово издание на ТВ магазинот имавте можност да следите 3 одвоени разговори. Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути, во меѓувреме читајте на trilling.mk.